16 години. Неопходен е надзор од родител или старател. Ердем, имаме документи, што треба да ги испратиме во илјадници центри низ светот. Секако, господине, дайте ми ги адресите. Белата куќа, Пентагон, кабина на лордовите, со глава на Кремљ во Русија, па се до сите политички единици. ЦИА, FBI, Мосад, до сите светски тајни служби. Хајде! Ја рассипувам играта, која ја почнавте пред точно 13 години. Светот нема повеќе да биде ваша сцена. Ќе ви го уништам системот кој што е распослан како бајакова мрежа низ целиот свет. Се заколнав дека ќе ви ја расипам играта. Ќе ви го срушам светот над вашите глави. Полат Алемдар. Посакувам да беше мртов Полат Алемдар. Ми ги сруши сите планови. Не можам ни да предпоставам што ќе се случи. Ви напишав што ќе се случи од сега понатаму. Лела, имам нешто важно да ти кажам. Само да не те примети Елиф, те молам. Добро. Во ред, да не слуша. Што се случува, Полат? Армагедон ја нападна куќата на татови. Како е можно, Полат? Зашто дојде тука со сите овие проблеми, синко, а? Не ми беше добро без вас, тато, затоа. Сакав да дојдам да ве посетам. Немој да се грижиш за нас, синко. Ние сме на сигурно место. Ние сме на најсигурното место на земјава. Ти сега биди со Елиф и со Лейла, остави не. Дозволи, тато. Повели Фазил? Господине, добив информации во врска со шиитските милитанти за кои што ви говорев. Едниот од нив бил во близина на хотелот во кој се наоѓате.
Ќе ви испратам негова фотографија. Не се одделува од моите што и да се случи. Дали има нешто, господине? Ги проверуваме снимките од последните часови. Успеавте да најдете нешто? За жал не, господина. Да влезеше во хотелот секако ќе беше снимен. Може би поминал случајно од тука. Отвори го ова. Тере малку. Уште малку. Почекај. Чекај. Еве, господине. Проложи. Повар го тереги. Премини на овам. Тере е снимката. Тереј, понапред. Понапред. Оди на почетокот сега. Запри. Ова е човекот. Господине, како мислите? Не му се гледа лицето. Човекот бил во тоалет. Еден час стоел во тоалетот Сулейман, така ли? Седи тука, отвори ги убаво очите.
Сулейман, одрумот на хотелот е полн со бомби. Извести ги надлежните веднаш да го испразнат хотелот. Не дозволувај да се создаде паника. Извести го и Тимур. Нека ги однесе моите на некое сигурно место. Го празниме спрадот, господине. Ајде побргу. Утре јас заборавив нешто во собата. Жене, остави, што и да си заборавила, не е ништо, мораме да си одиме. Не можам, морам да го земам тоа. Почекајте. Одете вие, ние ќе ве стигнеме. Од тука, побрзајте. Ајде побрзо, од тука побрзајте. Ајде побргу. Уште колку ќе трае ова? При крај сме. Ајде, прибирајте се. Ајде. Фрлете го оружјето! Полат Алемдар, ано стигна. Ви реков, фрлете го оружјето. Зарем ќе пролееш крв во Каба? Зарем ова не е против твоите верувања? Нема да ти ја пролеам крвта во брава си. Но тоа не значи дека нема да те сопрам. Ако ме убиете мене, ќе ве снема сите. Тогаш, ја морам да те оставам со моите пријатели насаму, јас морам да заминам. Очекувам многу важен гостин, сакав да останам со тебе, но морам да излезам подитно. Ве предупредувам последен пат. Немој!
Господине Полат, Фазил, пушти го осигурувачот. во ред. Фала му на Бога. Што се случи овде, господине Полат? Јас ќе одам кај хотелот каде што се моите. Вие најдете го човекот по секоја цена. Известете ме и мене. Во ред. Донесете ми алишта да се пресоблечам. Сине, каде е татко ти? Тимур, каде е татко ми? Тимур, каде е татко ми? Господине, тие требаше да дојдат со Сулеман. Ги побарав пред малку, но телефоните им се исклучени. Очекувам многу важен гостин. Сакав да останам со тебе, но морам да излезам подитно. Го киднапираа татко ми, мамо. Боже, Господ нема да им дозволи на тие злобници да му сторат зло на господинот Омер во овие свети краишта. Нема да дозволиш. Сигурна сум, Боже, дозволи барем уште еднаш да го видам со собствени очи мојот сопруг. Најдовме трага од лицето кое побегнало. Каде? Се оддалечиле од Мека со еден автомобил, заминале на Каџеда. Подготвив екипа за да ги следат. И татко ми е во таа кола. Ајде. Брзи се, Омербек. Синко, каде ќе одиме? Да се запознае со калифот. Не сака мене. Инако ќе го убиеше и татко ми заедно со Сулейман. Ти ја прими мојата порака, јас ја примив твојата. Дојде времето да се видиме. Who sent it? Polat Alemdar. What's it say? He wants to meet.
Let him come. But, sir, he invites you. Најголема желба на таткови беше вие да се вратите здрав и жив дома. Откако господарот Роналд реши да се оттргне од Турција, таткови беше принуден да ја прифати баронската фотеља. Кој беше во Советот? Таткови не успеа да ја заврши таа мисија. Па системот тогаш како работеше? Господинот Вахаб ја користеше мрежата на почесниот наместо Советот. Се додека не пристигна обидот за државен удар. Кажи ми, дали ова мрежа е се уште активна? Иако операциите кои беа организирани прават да изгледа дека ја имаат намалена активноста на мрежата, се уште не изгледа како гласниците да се неутрализирани. Гласници? Супериорниот тим од лица за врски и контакт на почесниот. Да ви пренесам кога сме веќе кај нив. Гласникот од судството кажа дека сакале да се сретнат со вас. Знаете, набргу ќе има важни избори во судството. Ќе видиме. Ги сваќам сите интриги кои се вртат во обвинителството. Како успевате да вршите валкани работи со шверци дрога кога тие беа под надлежност на Советот? Со истата мрежа. Да? Речи дека мрежата го преземала и Советот. Почесниот добро ви искористил. Како се убеди татко ми на ова? Роналд многу му инсистираше. Прифати за да ве спаси вас. Татко ви посака вие да завршите оваа сложувања. Последниот дел од сложувалката ви го оставам вам.
Да ја урамиме сложувалка на овој начин. Однеси ја во мојата канцеларија. Има ли уште нешто што сакате од тука? Не. Не допери ништо тука. Воопшто не влегувај тука. Влези. Ви пристигна гостинот, господине. Нека влезе. Джахет, дојди. Дојди. Мило ми е што сте подобра. Докторите ми кажаа дека состојбата ви се подобрува. Джахит, јас сум свесен за мојата состојба. Колку може да се подобрам. Вие ми го спасивте животот. Од сега, господине, јас ќе бидам вашата десна рака. Пред експлозијата ти реков да го донесеш Фехми, откако ти излезе и јас трнав по тебе на кај излезот. Тогаш се случи експлозијата, а на останатото не се сеќавам. Што се случи потоа? Гледајте на секој работен ден во 17 часот на Алфа телевизија. Зебра магазин. Заборавете на досадните пластични кеси за храна за еднократна употреба. Престанете да создавате отпад. Чувајте ја природата со циби. ripostmk.com. Проверете. Можете само да добиете маслиново масло со врвен квалитет од Оливери. Есенцијата на мајката природа. Убавината на природата преточена во шиша. Бидете убави, бидете зелени. Skin Delight. После експлозијата ме зедоа мене. Чекајте! Каде останавте до сега? Дај ми го оружјето. Реков дај ми, нели ме слушаш? Добро ли сте, господине Джахит? Ако задоцневте уште малку, ќе ме одведеа. Земете ги овие. Остави, остави. Јас ќе ги спрашувам, да знаете. Не правете ништо без моја дозвола. Господине, треба да ве земеме и вас. Што се глупираш ти? Така е наредбата. Ќе ве замолам да дојдете со мене.
Освен вие и господинот Роналд. Добра, врховното височество? Тој ли загина? Не, тој живее. Не беше присутен на состанокот. Телефонот, дај ми го телефонот, ми треба. Телефонот ви е одземен како и останатите лични работи кои ги имавте. Треба да ве однесам на друго место заедно со господинот Фихнер. Повелете ве, молам. А неговото височество не присуствуваше на состанокот? Го откажал своето доаѓање заради безбедносни причини. И вие ли не знаевте? Мислам дека треба да го земам на испрашување Кара и неговата екипа да сватам што се случува. Дозволете се многу кратко да ја средам ситуацијава. Добро, Джахид, оди си. Јас ќе ги дадам потребните наредби за нив. Кој ја даде наредбата за операцијата? Јас ја дадов. Моја беше операцијата. Кој си? Јас сум Кара. Мислиш на црната десница? Црна десница ли? Која црна десница? Каква десница, бе? Не се заморувај залудно. Еден од твоите луѓе проговори. Црната десница ќе ја средиме подоцна. Ти првин кажи ми како ја намести бомбата. Бомбата? Бомбата ја наместив? Вака ја наместив. Зошто сте облечени во цивилно? Така беше дадена наредба, господине. Забранете да се облекуваме во униформи по сампунтот со досијата кои збавнува со пирамидската операција и армагедонските тимови. Досијата на пирамидската операција? Да, излегоа на виделина многу документи кои имаат глобално значење. Армагедон се смета како терористичка организација. Знаеме кој ги објавил документите? Се уште немам информации.
Хубаво свири. Ајде да го чуеме. Види го. Да бегаме, да одиме. Ти да го ударам. Полат Алемдар повторно е во акција. Знаевте дека ќе замине кај своите родители поради нивната сигурност. Планот ви беше според тоа. Но и покрај тоа не можевте да го сопрете. Точно е дека Полат не изненади. Но ова ќе биде во наша полза. Како мислиш да искористиш оваа ситуација? Полат нема да се предаде се додека не го пронајде татко му. Мора да искористиме оваа шанса на најдобар начин. Тогаш дојде времето за да се дешифрира тајната војска на Полат, Црната десница. Ке имаш потреба од ова. Сакаш да ги земам заробените на Црната десница од рацете на Армагедон? Да, тимот на Лион ќе биде со тебе. Да видиме како ќе се извлечеш од дупката во која те заведе блискиот исток Полат Алемдар. Morning, Alice. Welcome, Moon. Polak is waiting for you. Welcome. Hagia Sophia. This place is our holy grail. It is you who is welcome here, Polak. This place is neither yours nor mine. It belongs to Allah. So where is my father? Why are you here searching for your father in the place of everyone's father? Everyone is searching for their losses as they struggle for their sacred values. I repeat,
Where is my father? Why don't you understand that your father is dead? If you did something like that, you wouldn't be here alone. Mosque, museum, church, even an investigation bureau, like in the Byzantine times. Is that why this restoration is taking so long? Because you don't know what to do with it? Don't tire, Melvin. Answer the question. There is the blood of the Karahanli running in your veins, and it's blessed by the dynasties. Yet you still persist in calling an ordinary man father. If you weren't so stubborn, things could be different. We could rule the world together. In the old times, when people was worshipped idols, there was a tradition. When people traveled, they took the idols made from sugar and worship on the way. When difficult times came about, they would take those idols and pray to them. When their food supplies were finished, they didn't hesitate to eat those idols. Gods that made for temporal needs will one day become victims of these needs. People shouldn't be left alone. They should be ruled and guided. The world is run by religion, guns, and money. It's always been this way. And those who have that power become the supreme rulers by using the others. In the old days, when the world was run by guns, your empire had the power. But now it is business. My business built my empire. Money talks. Until someone who was both a soldier and a businessman starts terrorizing the world by using religious identity. When power changes hands, the whole world shakes, and everyone can feel it. You too have felt this parallel effect in your country, when people have used religion to topple this power. Aren't gods like you balancing the world? Was it for nothing that you extended the ears of King Midas to our land?
It is only God that hears everything. In this new world order, the struggle for power, you must lend an ear to both your enemy and your ally. Првата светска војна не беше меѓу државите, туку беше помеѓу компаниите. Османската империја беше последната голема држава која беше срушена од страна на компаниите. Причина за ова беше влегување на нафтата во индустријата. Затоа што 70% од светските извори на нафта беа во територија на османлиите. Откако се сруши империјата, нафтата беше предадена на никој друг освен на американските и англиските компании. Светот е предводен од компании во последниот век, а овие компании не сакаат силни држави пред нив. Вие премногу внимание обрнувате на компаниите. Модерниот свет не го водат ли државите, господине? Во право си, принц Херм. Секако дека династиите владеат со компаниите, а компаниите со државите. In past times, states used to build dynasties. Now dynasties build states. Turks feel that their dynasties are being left without states, but it's actually their states that are being left without dynasties. Of course, we are not responsible for this. Last time you offered me the caliphate through the Master Rama. Куда Талендар? Ние сгрешивме многу во 20-тиот век. Ве натеравме да го прекинете калифатот од страв да не се соединат муслиманите. Те разделивме колку што можевме повеќе, но ова ни донесе повеќе штета отколку корист. За муслиманите да бидат интегрирани повторно, потребно е да бидат зближени во една централна точка. Почнавте со Америка, завршивте со калифатот. Да не ми го нудите случајно калифатот? Модернизиран начин на калифат. Секоја вера има свој представник во Соединетите нации. А исламот нема ниту еден светски представник. Не можете да се обедините од оваа причина. Турците дадоа важен испит со калифатот во минатите 500 години од империјата. Пророкот Мухамед има една позната реченица. И нему му дошле со слична понуда. Рекол, доколку ми ги ставите месечината на една и сонцето на другата рака, ви се колнам, не се откажувам од мојот пат. За нас верата доаѓа пред умот. Now you want from me to build a state that you're gonna rule by offering me a dynasty? I have many of them. What are you offering to me? Do you want from me to be second god with whom you're gonna rule the world? This is something I have experienced before, with bad results. Faces, two faces of God. In the times when the people accepted the God's authority, God Amon and God Ra came together to join as one. In this way, the new God Amon Ra was able to obtain the power to make them obey. Things kept going on peacefully for centuries until the god Athon came into the picture and wanted to challenge this authority by wanting the gods to share this power, and that's when Ra left Amon. You are Amon, Ra's birth, with whom you founded America and then separated. What about Athon? You're missing the point. The point is, do you want to be Ra with Amon?
in this new world order. Aren't you afraid that this could threaten your throne? Gods don't get frightened. The prophet Abraham, whose father was a master building idols, understood that there is only one God, one Creator. After this, one day, when everyone was out of town for a festival, Prophet Abraham entered the house of idols and started to destroy them. Then he put the axe on the biggest one. When people returned, they noticed the situation and informed the Emperor Nimrod. They suspected Abraham. When Prophet Abraham gets questioned, he says, "Why don't you ask the idol that has an axe on its neck?" Nimrod replied, "Don't you know? They can't talk, they can't do anything." And Prophet Abraham's response was, "Then why do you worship those idols who can neither talk nor benefit or harm you?" So Nimrod outrageous and orders him to be thrown into the fire. I've told you the rest of the story. Yes. As I said before, I won't change my way, even if you kill everyone I love. Ibrahim, he needed that biggest idol in order to tell his own truth. I need a hand, so you can help me break the other idols. And you also need me along the way. I will protect you. I will protect you from all catastrophe. If you let me take you under my wings. No need. No need. Allah is enough for me. I did not kidnap your father. Hold on. Then who did? Ra! Ra. Има ли некоја новост? Човекот го користел името Сагер од Мека, но користел и различни имења во Ирак, Сирија, Египет и целиот близок исток. Бате, мислиш дека таму го однеле татко умер? Не, Ерхан. Морам да го прогледам човекот за да стигнем до татко ми. Како ќе се одмази за брат ти? Ќе го убијам полата Ленар. Има подобар начин да му се одмаздиш. Татко му е тука. Кара? Прикини. Татко умер. Ким ја глад?